Ова е пунктот каде што се земаат брисевите на пациентите суспектни за COVID-19. Со заштитни маски на себе, дојдовме да разговараме со лицата задолжени за земањето брисеви. Влезот во пунктот не е дозволен. Ни дадоа ракавици и се поздравивме на нов начин, кој ни го налага ситуацијата. Ова е доктор Мумин Селмани, кој постојано е облечен во скафандер, заштитна маска, очила и 2 пара ракавици. Пунктот е изолиран од остатокот на клиничкиот центар и постојано се дезинфицира. Брисевите се земаат според закажаните термини. Работата е деликатна и напорна, но најважно е човечкото здравје, а и се навикнавме, вели доктор Селмани. Прво, значи, се облекуваме со соодветни скафандери кои се за една употреба, соодветни маски, N95, научари, визири, кои сите се тие во располагање на центарот. После почнуваме со пациентите. Тука имаме, значи, одлично место за, значи, држење на дистанца околу 2 метра помеѓу пациентите и еден по еден ги земаме брисеви. После брисевите се спремаат во вториот дел, значи се ставаат во соодветни медиуми на брисевите кои се за транспортирање и ги пратиме во Скопје. Доктор Селмани ни објасни како функционира пунктот за земање брисеви, кој е отворен од самиот почеток на пандемијата. Пунктот ни е поделен на 3 дела. Во првиот дел прием на пациенти се прави, а другите 2 дела се во асептични услови каде ги спремаме брисевите. Пациентите кои закажале термин преку матичните лекари, преку мој термин, сомнителни кои содржат сомнителни симптоми за COVID-19, тука потпишуваат изјава дека ги исполнуваат алгоритамот на епидемиолошкиот алгоритам за тестирање. Од 23 март до ден денеска имаме околу 2233 пациенти, а од тие околу 600 позитивни на COVID-19 тестот направен преку PCR молекуларната метода. Луѓето се некогаш исплашени, но сепак добро подготвени од страна на матичните лекари. Објаснети им се сите детали, вели техничарот Стево Момировски, кој работи рамо до рамо со доктор Селмани. Ги охрабрува сите кои ќе дојдат во пунктот да не се грижат, оти целата постапка трае околу 10 минути. Оној првиот момент кога ќе не видат во заштитна опрема малку им е непријатно, меѓутоа потоа нема проблем, се опуштени. Манипулацијата е кратка, значи земаме брисеви од нос и од грло. И после тоа ние техничарите ги припремаме во медиум и ги спремаме за транспорт. Би сакал да напоменам дека пациентите релативно излегуваат од тука задоволни. Ме разбирате, затоа што кратко се задржуваат. Временскиот интервал од приемот на еден до друг пациент е скоро 10 минути, така да ние имаме време да смениме дел од опремата како што е за употреба на раквици, да го стерилизираме просторот. Би ги охрабрил на еден начин пациентиве, сите што исполнуваат дел од алгоритамот, нели, слободно да дојдат, подобро да се открие, отколку да се шири без да знаеме, нели. Манипулацијата е многу, нема да речеме едноставна, меѓутоа многу кратка и не е болна. Така да слободно може да ги охрабриме секој што ќе осети симптоми, што ќе се јави кај матичниот доктор, да нема никаква вознемиреност или доздана резерва, слободно може да дојдат, ќе бидат примени, соодветно третирани. Иако извршуваат специфична работа, овој тим успева да го задржи ентузијазмот. Еве 6 месеци сме во секој ден речиси во скафандери, под скафандерот е, значи, е тешко, значи, остануваме цел ден со скафандер, не можеме, значи, без скафандер да излегуваме или да влегуваме и се потопиме, значи, цел ден во ова време, но најбитно е човечкото здравје и што побрзо да се надмине ова кризната состојба. Посветени сме, се навикнавме, нели, ние сме сепак професионалци со години, еве, тука со искуство. Дел од колегите имаат 30 годишно работно искуство во центарот, така да тоа
Нас ни еден дел и секојдневна работа веќе, нели? Ни објаснија и како правилно да ги вадиме ракавиците, а не советуваа и редовно да ја дезинфицираме новинарската опрема и да се чуваме. На крајот по соодветната дезинфекција се поздравивме, а вредниот тим го оставивме да ја заврши својата задача – безбедно складирање и транспорт на брисевите.